Ова е посебно радосен ден, почнувањето на училишната година 2024-2025 година. За разлика од други општини кои им се намалува бројот на дечињата, во Карпош се зголемува бројот на дечињата. Имаме рекордни 715 ученици, да се живи и здрави и се добре дојдени. Имаме место за сите ученици, затоа општината води политика да не прима ученици од други општини, затоа што се зголемува бројот на жители и се зголемува бројот на новородени деца токму на територија на општина Карпош. Инаку во општина Карпош само 3 училишта учат во 2 смени, значи останатите се во една смена. Ги подготвуваме училиштата. Реконструиравме за сега 4 училишта, инаку сите се реконструирани 2011 и 2012. Сега повторно вршиме реконструкција, 4 се веќе завршени, уште 2 ќе бидат завршени до нова година и наредната година уште 4 училишта. Во сите училишта ќе набавиме компјутери, по 30 компјутери нови, значи на најсовремени компјутери да се обучаваат учениците. Смарт табли ќе ставиме за сите ученици од трето па нагоре и сите училишта ќе имаат фотоволтаизни напојување со електрична енергија со цел да го намалиме потрошувачката на електричната енергија. Се на се гледаме да создадеме максимално квалитетни услови за учениците во општина Карпош. Инсистираме да ученици од едно мало не одат во друго мало. Например, не знам, од Тафталиџе 2 да не одат во Тафталиџе 1, од Тафталиџе 2 да не одат во Карпош 4 или не знам, од Карпош 4 да се со цел, значи секој дете да учи во својата населба, ниедно дете да не поминува главна улица, затоа што во текот на школувањето некој ќе заборави домашна, ќе сака да се врати дома да ја земе. Ќе му завршат часовите порано, нема да ги чека тато и мама. Сето тоа представува сообраќајна опасност за тоа дете, значи сакаме кога децата учат во сопствената населба, тогаш се и најбезбедни, но во исто време и она социјална димензија. И одењето до училиште и враќањето од училиште прави поквалитетни граѓани, прави задоволство кај децата кога со своите другарчиња си оди наке дома и кога со своите другарчиња доаѓа према училиште, за разлика од нашата навика да го ставиме детето во кола, нервозни што достигне за на работа и потоа да го земеме со нашиот автомобил, па повторно нервозни затоа што нешто на работа сме имале проблем, сме за достигне, а во исто време и детето нервозно. Значи, треба и ги замолувам родителите да ги следат политиките на општина Карпош, затоа што сериозно сме размислувале како натаму треба да се развиваат училиштата на територија на општина Карпош и она што е најбитно, имаме училишта каде што оделенијата се измеѓу 17 и 24 ученици. Има ли подобро тоа? Наместо да примеме ученици од други општини, вашето дете да учи со 17-20 деца во клас, во кое тоа значи дека бидејќи е целодневна настава, треба и да напише, и да научи на училиште, кога ќе дојде дома, вие со детето да имате само слободни активности, а не кога ќе дојдете од работа, повторно да го фатите детето со него да учите, да пишувате и така натаму и така натаму. Ете, тоа се придобивките и за учениците и за родителите од ваквите политики кои што ги води општина Карпош, но во исто време тоа значи дека имаме поквалитетна настава, поголема дисциплина со помалку ученици постигнуваме, помалку се оштетуваат материјалните средства, повеќе можат наставниците да се посветат на понапредни ученици со цел да ги подготват за надпревари и така натаму. Дали може би, освен општина Карпош што ја почитува реорганизацијата во целост и другите општини во Скопје треба да ја почитуваат, за да не доаѓат до несакани вакви работи со премногу ученици во оделенијата? Секоја општина треба да... Еве сега владата дава пари. Место да бараат за канализации и за улици, нека си барат за училиште и нека си направат во секоја населба училиште. Јас ке подсетам, имаме страшен притисок, например, од жители од Центар или од жители од Ѓорче Петров, да нивните дечиња учат на територија на општина Карпош во основното училиште Братство, затоа што во нивните општини немаат паралелки на албански јазик. Се јас сакам да ги прашам тие градоначалници, ова не е сегашните градоначалници, ова се провлекува со децении. Абе, луѓе, вие имате албанци во вашата средина?
Ако имате, се правите аутисти, дека не гледате дека имате деца од друга националност и дека треба да отворите паралелки за тие деца да учат училиште, или вие сакате тие деца да учат негде на друго место, да вршат притисок врз општина Карпош, односно и од општина Центар и од општина. Можно ли е ниво општина Центар да нема ниту една паралелка на албански јазик, ниту пак во Ѓорче Петров, а еве видите го структурата на жителите во тие општини, што сметам дека сериозно треба да поразмисли не само раководството на општините, сериозно треба да размисли и Министерството за образование и мрежата на училиштата, онамо каде што има деца треба максимално да ја расшири. Вреди да се учи. Така велеше и Јана Москоменски, чувениот педагог. Вреди да се знае. Не за да ги направите среќни вашите родители, не за да ги направите среќни вашите роднини, вашите баби и дедовци, туку за да знаете дека со знаењето станувате секогаш потолерантни, подобри луѓе. Тој кој знае, ќе знае да се снајде и во животот.